Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татончо. Еве, јас вака неспремен, требаше да пуштам малку повеќе светло. Добре дојде повтор пат на овој подкаст за Ѓорги Георгиевски. Здраво, Ѓорги, како си? Добро вечер, Владко. Јас сум одлично. Како си ти? Јас сум одлично, ентузијастичен за овој наш разговор. Претходниот пат кога разговаравме имаше многу повеќе слики од твоите активности, затоа што имавме проблеми со конекцијата. Овој пат конекцијата е одлична, така што нашите гледачи можат убаво да видат кој е Ѓорги Георгиевски. Па ајде да почнеме од тоа. Значи, јас претходниот пат те представив како истражувач на капестата уметност во Македонија. Она што пред некој ден ми даде една голема инспирација за овој подкаст е твоето одење во планина, кога имаше снег, значи, на тие и каде што практично зборуваше дека неколку дена си во процес на гладување, или тоа сега модерно се кажува аутофагија. Да ни кажеш неколку збора за тоа, некој збор повеќе, за да гледачите можат да се запознаат. Па види, Владко, јас прв пат со таа техника, ако може да ја наречам, или со гладувањето, или како веќе ти го најави автофагија, се сретнав пред 3 години и сега негде пред Нова година ми беше трет пат како го терам тоа. Но овој пат, искрено кажано, беше најмалку до сега, само 14 дена, затоа што, морам да кажам, гладувањето претежно се прави во потопол период од годината. Тешко е да се прави зимно време, затоа што не внесуваш храна и многу студи. Јас еднаш сум ја правил почетокот на ноември и тоа беше, завршив негде близу пред Свети Никола. Тоа беше, мислам дека пред 2 години и тогаш видов многу мака, да ти кажам, со студот, иако не сум зиморлив човек. Така да овој пат беше само така блиц на 2 недели. Тука сме. Да, малце имавме прекин, значи немаше прекин во муабетот, 2 недели, а велиш дека е блиц. Сега кажи ми, што подразбира тоа? Само вода? Видете, јас терам значи процес на детоксикација, односно чистење на телото, по една руска докторка која се вика Марва Огањан. И тоа подразбира гладување или не сосема гладување, значи гладувањето се прави 6 недели или 42 дена, од кои 3 недели се само чај и вода, чаеви од 19 тревки, мешавина и вода. А тоа се прави првите 3 недели, а вторите 3 недели се почнува да се примаат и свежо цедени сокови од овошје и од зеленчук. Односно, втората половина, односно после првите 3 недели, тоа се смета, значи вториот дел, од кога почнуваш со свежо цедени сокови, тоа се смета и како излегување од автофагијата. Односно, полека привикнување на организмот кон внесување на храна. Не е храна, течна е, сепак храна е тоа, но течна. Така, сега, пред да навлеземе во техничките детали, рече дека следиш оваа програма на Марва Огинар, ако добро ја изговори. Огањан. Огањан, оке.
Така, значи, околу целисходноста, сега да не испадне дека тука промовираме некои работи кои што се онака некому текнало да прави нешто, туку околу целисходноста на ова. Кратко да ви кажам која е Марва Огањан и што Ајде. Тоа ме привлече да едноставно можам да кажам дека го препознав јас. Случајно налетав на видео на YouTube, незина презентација, односно тоа беше снимка од присутните од телефон. И така почнав да копам, да истражувам се што има снимен материјал од незе, па потоа порачав и книги од Украина ми ги донесе оригинални, така да сега сум многу добро запознаен со незиниот систем на лечење. Марва Огањан е иначе класичен доктор по медицина, која кажува за себе дека јас вика лично уште како студент на медицина имав сериозни проблеми со вербата во тоа што го учам, односно имаше некој внатрешен силен повик дека ова не е тоа што треба и имаше еден голем порив, голем сомнеш. Завршува факултетот за медицина и почнува да работи како доктор. Почнува да, така наречено, во наводници да лечи. И вика, 6-та година едно прекрасно утро, кога се разбудив за на работа, значи добив повик внатрешен од моето јас, така, тоа вика сигурно се збирало, дека ова јас не треба повеќе да го работам, таката излегува од работа како доктор и се запишува наново на биохемија, повторно на факултет и кажува како доктор кој заврши медицина, кој работеше во медицината и сите сомнежи што ми беа уште како студент, и почнува да ги изучува, вика, мене ме интересираат сите биохемиски процеси кои се случуваат во човековиот организам, од едно пиење обична чаша вода, што се случува внатре, како оди, што се случува, каде оди таа вода, што прави, како ни помага, што ни одмага и така натаму, до храна, до каква храна, што е, како е и така натаму. И така почнува и тоа морам да го спомнам за неја, моментално ја има префрлено границата од 20.000 пациенти кои ги има излечено, од кои, да нагласам, модерната или современата, да ја наречеме медицина, кренала раце и значи докторите му кажале на тие пациенти, да ги наречеме, дека нивниот случај е неизлечив, дека нивната медицина нема излез за тоа и така натаму. Значи зборуваме за терминално болни луѓе, така? Луѓе кои што да, за пациенти кои боледуваат претежно од доста сериозни болести, вклучувајќи и психосоматски нарушувања кај луѓе. И тоа да го кажам. Пошто таа тврди дека и сите психосоматски нарушувања и проблеми кои ги имаат луѓето, кои ги затвораат во душевни болници, модерните медицинари исто и тие произлегуваат од претоксичен организам. Значи може и за тоа да зборуваме, и тоа ми е така, тој дел, мислам го познавам како таа го разглобува на делови и така натаму. Пошто таа тврди дека едноставно сите нарушувања кои се надвор од шемата на како тоа не замислил Бог и не дал да бидиме и да живееме, таа тврди дека човековото суштество е створено од Бога да живее 300, 500, 600 години. И таа сигурно, со голема сигурност го тврди тоа, што јас, например, не би се фатил тука за цифри, но и јас силно така длабоко во себе верувам дека човекот не е направен да живее од 50 до 65 години, како што го имаме примерот денеска. Ајде ако се вратиме барем 2 колена од моето наназад, нашите дедовци живееле по, значи, да речеме минимум 75,
Дока 110, ете, за толку знаеме, но не знаеме што пред тоа. Ајде, ако би можеле, а не можеме, да се вратиме 2 однив поназад, па би нашле, верувам дека и друга бројка. Но се извинувам, ете генерациите на тие што ги знаеме, дали беше тоа порано, познати ликови, дали беше тоа Тито или Глигоров, тоа се луѓе кои што доживеа длабоки старости. Што значи од таа генерација на нашите дедовци и прадедовци, тие се луѓето кои што доживеа длабоки старости, а нас науката и медицината не убедува дека токму сега, благодарение на медицината, ние живееме просечно подолго, ама таа долговечност очигледно нема никаде. Сега, дали тоа се должи и на фактот дека тие луѓе што биле долговечни биле природно селектирани од природата па да живеат така долго, и тоа е едно прашање кое што, нели, јас и ти можеби не сме најкомпетентни да го дадеме. Потребни се влезни податоци, потребна е статистика која што ние сега ја немаме. Но ова е интересно што го велиш. Ајде малку да видиме што се случува со еден обичен организам кога се храниме највообичаено или малку повеќе се храниме од што треба. Еве сега јануари е период на празници во Македонија и претпоставувам дека трпезите се преполни. Дали ако погледнеме вака биохемиски се преполни со отрови трпезите? Ако погледнеме не само на јануарските трпези или празничните, ако ги наречеме, ако погледнеме се што ни се нуди под назив храна, јас искрено не би рекол ни дека е токсично тоа, него дека би го нарекол отров, дека тоа со закон би требало да се забрани да го наречиш храна, различни чипсови и да не набројуваме. Знаете, сета она, пак ќе речам во наводници, храна, која кога влегуваме во големите супермаркети, силно привлечните паковки, зелени, жолти, плави, така силно се смеат и довикуваат, земиме. Значи, едноставно ништо не би нарекол храна. Таа исто, Марва Огањан исто доста зборува за тоа, каква храна јади модерното човештво. И претежно, знаете, како најголем предуслов за кратковечноста на модерниот човек е храната и средината во која живееме, плюс стресот. Односно тоа си го носи и тоа спаѓа под средината во која живееме. Значи загадена вода, ние ако видиш, не само ние, целиот свет пие вода полна со хлор и со флуор, во неја има и арсен, има и олово, има и се. Претежно за кај нас, можам да кажам. Имаме јако загаден воздух, скоро секаде, во големите градови и во помали градови. Прилеп јас не би го сметал за град во некој голем, но сепак дишиме презагаден воздух. За Скопје да не сме. Кочани, мојот роден град, значи исто така презагаден, а меѓу помалите градови. Сите, апсолутно, да. Јас, видете, Владко, верувам дека ова е сегде во светот моментално, не е само кај нас и немаме некоја така конкретна вина ние како македонци, затоа што државата ни е, ете, одземена, заробена, па неорганизирана, ориентирана само на кражби, на искористување на населението, но со овој проблем сериозно се соочува целиот свет. И сега, нормален човек, јас одам на работа и морам да признам дека сум условен од тоа што е програм. Сега јас си велам, ако јас отидам на работа, а истовремено не јадам, програмот вели ке се онесвестиш, нема да издржиш, ке колабираш. Иако некогаш ми се има случувано да отидам на работа, да заборавам храната дома и не се случува ништо од тоа. Значи, проаѓа работата и нити пак после се чувствува некоја екстремна потреба за храна. Така што,
Ајде, поврзаноста на секојдневието, бидејќи ти го имаш искуството со долготрајна аутофагија, како е да се поврзуваат секојдневните потреби, значи да се работи, да се излегува, да се има интеракција со другите луѓе? Кратко, значи, поврзано со твоето прашање, јас сакам да кажам дека работата што е работа ми пружа многу слободно време. Јас немам временска рамка во денот во која треба да го сработам тоа што ми обврска, така да јас сум прилично слободен човек, но го сватив твоето прашање и да ти кажам, после подолго време на гладување, значи човекот има доста енергија, што и за мене првиот пат беше нејасно и чудно. Значи, можеш, не би рекол дека моментално како живее модерниот човек, придвижувајќи се во големи градови, па променувајќи на видови на транспорт, излегуваш од подземна железница, па влегуваш во трамвај, излегуваш од трамвај после 3 станици, па влегуваш во тролејбус, па тролејбусот те носи, па од тука со автобус уште на станица и така натаму. Во огромни градови тоа не би можел никој да го издржи, затоа што за овој тип на детоксикација, да го речеме, потребно е исто така душевен мир, потребен мир, спокојство и концентрација. Потребен е чист воздух, чиста средина, излегување во природа. Да, оно што го имаше ставено ти како видео, ако дозволиш, би може да го ставиме и како позадина на делот од нашиот разговор. Значи, како што го почнавме разговорот, беше планина, каде што имаше сонце, каде што имаше снег и претпоставувам многу чист воздух. Како до останатите, да речеме, елементи на целава оваа работа? Јас спомнам мешавината на тревки од кои што се прават чевите. Како до чиста вода, Ѓорги, во денешно време? Па види, Владко, јас негде околу 13 години влечам вода в град за пиење од планина. Значи, тоа мене веќе ми е повеќе од деценија навика. Јас излегувајќи во градот, седејќи по ресторани, со пријатели на кафина, во кафичи, јас никош не сум ја испила на чаша, што следува со кафето, никош не сум испил чаша вода од чешма никаде, освен ако е летно време, ако сум премногу жеден, можам само да исплакнам устата и толку, не повеќе од голтка. На тоа сериозно внимавам, но исто тоа така да ти кажам, значи не е само внимавањето, него искрено да ти кажам, вода од чешма кога само ја ставам во устата, има да не се најди некој може увредено, но силна миризба. Јас го чувствувам одмах хлорот и чувствувам, еве за Прилепската можам да зборувам, вкус на железо. И таа вода мене ми смрди во устата и јас тоа не можам да го пијам. Земајќи го фактот дека последните 12 или 13 години носам вода само од планина и посебно па и ја третирам плюс на органски подметач, која е високо алкална вода, значи водата ми е многу важен сегмент од мојот живот и можам тоа да го кажам. Спомна дека е алкална водата, еве да те дополнам и може малце повеќе да елаборираш на гледачите. Алкална значи дека pH факторот е низок, така? Е висок. Висок, се извинувам. 7,0 веќе почнува алкална средина. Под 7,0 се што е во кисела средина.
Кисела средина, од она што сум слушал, значи меинстрим доктори зборуваат дека киселата средина, односно средина заситена со шекери, заситена со од гасови CO2 буквално идеално место за развивање на малигни заболувања. Не само на малигни, на сите видови на бактерии, сите видови на вируси и сите видови на габи. Тоа е природна средина за живот и размножување на сите вируси, сите бактерии и сите габи. Кисела средина. Или кисел организам, да го наречеме. И ете ти проблем. Сега поврзано со ова, претпоставувам дека овошјето е нешто што фаворизира создавање на кисела средина, додека зеленчуците се тие што фаворизираат алкална средина, кога веќе одиме на храната. Дали треба да се избегнува овошје или овошјето си има некој природен начин на регулација? Не, јас знам дека и овошјето е високо алкално. Има некои видови на овошки кои се така влегуваат, али несериозно влегуваат во кисела средина со нивната pH вредност. Но не би рекол дека е кисел. Кисел е на вкус лимонот, но алкалност има 7.7, мислам. Одев на присуството на шеќери повторно како некој кој што не се разбира баш во химискиот состав на вошките, затоа што обично шеќерот го поврзувам со кисела средина. Шеќерот да, во право си, но не фруктозата, не природниот шеќер. Така. А рафинираниот. Значи сега кога веќе го правиме тој муабет, значи претпоставувам дека човек не може да гладува нон-стоп. Имам слушано за оние јогини кои што се хранат со сончева јога, но обичен човек во периодите кога се храни, која храна и како да се дојде до таа храна е побитното прашање, е препорачлива да се конзумира? Види, Владко, како што рековме, темпото на модерниот живот на денешниот човек горе-долу ни дава една рамка во која може да се движиме. Ретко кој излегол надвор од тие рамки. Јас би можел да кажам дека како е променив јас исхраната моја, тоа дојде сето по природен пат, со чувство. Јас можам да ви кажам дека после првото гладување, кој го има во 2020, после првото, не, 2021 беше, извини, јас по природен пат прекинав да јадам месо. Јас иначе можам слободно да се наречам, и така се нарекувам, може би погрубо ќе звучи, манијак за месо, бев. Значи, без месо не можеше да седнам да јадам. Тоа често го слушам од луѓе кои, ете така, на општи седенки, на прослави, кога седиме, па ќе прашам дали има месо, дали ова што ми го стави, па да продолжам да го јадам. И тука почнува некој ако слушни, па како, па не јадиш, колку време и така, знаеш, тие муавети, и тука почнува она што јас секогаш сум го зборил, не, без месо јас не можам. И сакам да ти кажам, значи, многу работи се променија и тоа е добро по природен тек, затоа што нашата човекова природа не би издржала долго. Јас сум сигурен во тоа. Например, да ги оставиш, како да речеме, силум, цигарите и алкохолот кај зависници од алкохол, да го оставиш силум месото како храна, лебот, скробот, да рече, или било која компонента од храната, ако ја оставиш од причина дека ти си читал и си следел повеќе време и како резултат на сето тоа ти си длабоко убеден дека тоа е штетно, и си решил и си пресекол од денеска нема ова и ова, нема вака и вака, јас мислам дека тука се оди по една танка линија и во секој момент може истиот човек да му се врати, дали на месото, дали на скробот, дали на цигарите, на алкохолот и како да е. Значи, сакам да
да кажам, ајде малку и во темава, после првото чистење на организмот, јас не можев да ја поднесувам ни миризбата од тој штањер кој па и може да речам на 2 метра од мене, од месото. Првото што се чувствува во месото, што го чувствував, беше крвта. Значи, зборувам за мене, за бивш, еве пак да речам, зависник од месо, кој не станувал без месо. Првото што го чувствував беше крв. И јас не си ограничував никогаш душата, значи, после првото чистење, салатата ми стана како да кажам, кај мнозинството народ, што е она, знаете, и еве кај нас во Македонија, прасе цело, печено, леле, го донесува, па не знаете, и она, па пршта слики пола сат, па после се куби, па и тука е цел ритуал, и пред да се почне да се јади. Салатата, ако веруваш, кога и ден денеска, кога сум погладен, и многу од другарите ми викаат, еве, овој со тревките. Девре, вика, на треба толку да и се радуваш. Реков, не знаете како и се радувам. Не знаете како. Значи, ја не можам да опишам некој, замислете, јадење што ви представува она баш да ви потечат лиги. Тоа е за мене салатата. Месото, значи, сакам да ти кажам и еден случај кој се случи. Бев нагости покажен кај брат ми, бевме блиски роднини и така собрани. Тука месо се печи, мелено се печат, вратови се печат, кревенадли се печат се. И ајде шо, ајде за треваров наш, дајте од салатчето, дајте ова. Лесна за ваканција и реков, знаете шо? Реков, на ваше изненадување, јас денеска ќе јадам месо со вас. И сите така во шок, не е можно, не. Реков, ќе јадам, јас не сум заречен, јас не го прекинав месото од нешто. И да ти кажам, го направив тој потек, каснав од плескавица да беше 2 пати или 3, за која наредните, посебно наредните 4 дена се каев. Јас не можам ни да ти опишам колку многу се каев и пак ќе употребам збор, нека ми извинат гледачите, но јас се изразувам онако како го чувствувам. Така. Гадост, силна, од која не можев да побегнам, затоа што гадоста идеше од натрешноста на моето ждрело. Таја миризба на гној, не можам да ја опишам, која постојано вака излегуваше од моето ждрело. И ја не можев со ништо да ја сузбијам. Не со овошни сокови, не со ништо. Так. Кажи ми дали во себе ова влезе со некаков конкретен проблем или беше едноставно љубопитство да се види во кој правец ќе одат работите. Го спомнали пронаоѓањето на нова докторка, но дали кај тебе постоеше нешто конкретно кое што ти измачуваше? Како болест, како патологија, како... Добро прашање. Јас сум спортиста целиот свој живот и сум доста физички активен човек. Види, од кога го видов тоа видео и сум човек кој од секогаш се интересираше за здрава исхрана, што е здраво, што не е здраво. Иако сега живееме во свет на дуалност и за се имаш 2 спротивни страни, так. кои влегуваат и во крајности, така да речеме и во фанатизми имаме. И сега тоа секогаш ме интересираше. Јас почнав да ја следам и моето внатрешно јас ми кажа дека ова е мое. И јас посакав ова, не посакав, јас знаев дека ова ќе го пробам врз себе. Пошто јас сум човек, како да речам, така прилично стабилен психички, ако нешто јас си дадам збор, ако дадам и на друг, јас тој збор го исполнувам, а камоли себе си. Кога ќе си дадам збор дека нешто треба да го направам, од тоа нема отстапување. Так. И така влегов во, па можам да ти кажам, негде 7 или 8 месеци, значи секоја вечер, се што имаше од снимен материјал, јас тоа го прегледував, фаќав белешки со тетрадка во рака. Значи, јас се спремав кон тоа.
Само немав временска рамка кога би сакал да го почнам. И ете го нашето големо изненадување на светско ниво. Случајот Кромит-19 настапи во целиот свет. Се сеќавам, мислам дека беше негде 6 март, кога и во Македонија почна да свири сирената, па да добиваме упатства, што треба, што не треба и како натаму. И негде крајот на октомври или крајот на октомври, почетокот на ноември 2021, јас бев затруен од нивниот Кромит. Имав потешкоти, имав температури само 2-3 дена. Компликациите не беа сериозни, јас ги поминав сите тие денови на природа, не враќајќи се во град, и сите тие затворање, јас бев живеев во планина. Но остана една последица која верувам дека ќе се препознаат од слушателите многумина, го изгуби вкусот и мирисот во устата на храната. Значи мирисот од лично јас. Особено мирисот. Да. Види, пред тоа јас можам да кажам мирисот чисто на цвеќе, на само кога го доближам до нос, или од време на време вака одејќи по улица некоја миризба, ал то ретко во животот. Значи тоа е исто една, како да речем, нова димензија за мене после првото чистење што се случи, затоа ќе ти кажам и подоцна малку. Го изгубив мирисот и не постоеше и пред тоа, а сега го изгубив плюс и вкусот. И знаеш, тие веќе месеци дојдоа како јадиш, како туѓ човек да го џвака твојот залак. Апсолутно ништо. Ни храна од страна на вкусови, само можев да сетам дали е сладко, дали е солено, дали е кисело. Так. Но никакви миризби поинакви во кои ете сите луѓе уживаме во храната. И тоа беше орозот да го повлечам кон тоа, па реков јас изгледа Бог ми дал уште пред ова да бидам спремен. Ги собрав тревките, ја направив мешавината на треви и еден добар ден почнав. Она што ми се случуваше, значи можам да ти кажувам дека секој ден навлегуваш, најпрецизно би се изразил, во нова димензија. Она сето што го гледаш од ден во ден, влегувајќи во подлабоко и подлабоко во процесот на гладување, е нешто за кое не би можел да се изјаснам. И не познавам такви зборови ни на еден јазик. Так. Зборувам неколку јазици, но такви зборови не можам да најдам. И постојано ние учиме и за себе. Учиме кои сме, сваќаме како Бог не предвидел и не создал, каде сме заминати и значи има и две димензии да ги кажам. Ова што го кажувам сето, за сите овие промени кои ги чувствуваш на себе, има две природи. Две. Едната е физичката, втората е духовната. Она што го гледаш и што почнеш да го чувствуваш, тие се тотално за мене дотогаш непознати димензии. Так. Се случуваат кардинални, тоа е најсилниот збор на македонски, ако е точно и македонски, не знам, промени внатре во себе. Почнувајќи од чувства и како и телото те се менува. Јас, на жал, ги избришав, јас водев и значи документирав, имав 43 слики, имав од денот пред да го почнам гладувањето и секој ден се сликав на исто место, во иста позиција, и слики, но тоа со време ми стоеше така и реков ги избришав, ајде реков јас ова го правам секако. И не знам како да ти кажам, она Те разбирам, особено оној духовниот дел е многу интересен и многу инспиративен за мене. Би сакал да те замолам, значи списокот на тревките, ако може да го објавиме кај мене на блогот, па луѓе кои што ќе
ги интересира се ова за да можат да ги имаат написмено. Значи не мора веднаш ќе ги направиме, значи подоцна за да не губиме сега време. Консултација со лекари препорачлива, што вели медицината за ова? Претпоставувам дека си комуницирал со доктор. Тоа ти е исто како да се советуваш со попот, што ти кажала бајачката и до која мера да... Така. Така да, знаете, да се советуваш со лекар за она на кој истиот плука и се смее, се исмејува. Јас во постот кој го спомнуваш, специјално порачав. Јас ќе ти кажам што беше, значи на физичката, на едно од физичките промени кои ги доживев, јас ќе ти кажам дека изгубив 1/3 од својата тежина. Тоа беше првиот пат. Што не беше и вториот пат, значи после вториот пат имаш еден лимит кој не се прекорачува. Но првиот пат јас го разбирам како шок на организмот кој никогаш не се сретнал ни со нешто приближно на тоа. Јас сакам да го напомнам, не сакам да го заборавам, сега ми дојде во моментов, што може не е поврзано, сакам да му кажаме сметам дека е важно за обичниот човек и гледачите кои го гледаат ова интервју. Спомнав дека сум човек кој се интересираате за овај пат кој го кажуваат тревкарите, кој го кажуваат старите лица, како да се лечиме со алтернативна, што ја викаат овие кои даваат лиценци. Главните медицинарите, алтернативна медицина. Иако јас ја нарекувам алтернативна ова со хемија што не тепаат, но нека им биде. Значи, ќе ти кажам еден пример, тој беше, мислам дека беше 38-миот ден во првото гладување. Бев со мојот син и мојата мајка, бевме тргнати на викендица да одиме. Минувајќи покрај Борова шума, беше свежо врнато, па знаете борот ги испушта оние етерични масла и прави воздухот прекрасен за уживање и за дишење. Реков, ајде баш малку да се прошетаме. Јас тогаш како 38-ми ден, тоа беше негде 4, ако не се лажам дека беше 38-ми, но и да се лажам беше 2-3 тука, околу. Не важно. Јас соковите кои ги правев, си ги носев во колата, но ги заборавив на оваа прошетка. И така, знаете, природата мами, па и детето се заигра, тато ваму, одиме вона, и стасавме таму подлабоко во шумата. На враќање, јас почувствував силна слабост. Значи, слабост како никогаш до тогаш, која сериозно ме исплаши. Погледите на мајка ми беа сериозни, ги прочитав и нив, дека ликот ми се сменил. И полека, јас реков дека мора да одиме до она, бидејќи јас и помина времето кога земав така временски доза на сок, за да ме врати, да ме освежи. И морам да напоменам, тоа беше прв пат, значи сериозна криза со енергетски, силен енергетски пат, кој доста ме исплаши, морам да признам. Некако стасавме до кола, јас ја запалив колата, јас ја испив дозата на сок, која морам да кажам дека ништо сериозно не ми помогна тогаш, што ме фрли во уште поголем сомнеж и страв. Тешко ми беше да ги, значи, педалите на колата да ги раководам, а имав уште еден негде километар до викендицата. Стасав таму, легнав да одмарам. Лежав некои 40 минути, од кои немаше апсолутно никакво подобрување. И она што велиме, добиваш информација од озгора, она што го правам јас сушност, како што ти кажав, сум прилично слободен човек и па доста од моето слободно време го поминувам на природа, планина. И сум претежно боз. Јас до тогаш знаев дека во човечковото стапало се наоѓаат нервни завршетоци на сите внатрешни органи, што е точно. Но како најголема и не најголема, единствена придобивка за одење боз
или уземјување, го знаев тоа, дека одејќи по неравна површина ние правиме масажа, се чувствуваме добро и така натаму. Но до тука беше моето знаење. Еве, затоа сакам да го кажам овој пример. Добив информација од озгора, не знам како. Се исправив, седнав, ги соблеков чорапите и бос излегов надвор. Нето, зедов столица и со боси стапала, и тоа беше март. Беше сериозно ладно. Но тоа не ми било ни пред тоа проблем. Ако веруваш, Златко, подседов 25 минути. Ќе ти кажам што се случи, за кое јас стално го прераскажувам. Тогаш научив една нова димензија. Што значи тоа заземјување, уземјување и што значи бос да се оди и што сушност ни се случува нас одејќи боси. На викендица кај мене тече планинска река. Од реката на некои 70 до 80 метра имам овошен расадник од овошни насади, кои беа негде 17, 18, околу 20 дрва. Таму имав две кофи од 25 литри. Двете кофи ги полнев од река, значи после 25 минути бос седење, во кој бев сериозно загрижен. Јас не можев ни да седам, барав да лежам, но и лежењето ми беше тешко, затоа што батеријата веќе трепкаше на црвена. Енергетската моја. Добив сила која не можам да ја опишам. И расположение, и убавина, и не знам како тоа да го пренесам воопшто. Јас на тие колку се 18-19 дрвца на сите му однесов, значи од 25 литарска кофа, кога црпиш од река, негде барем 16, 17, 18 литри се фаќаат внатре. Двете кофи ги носев заедно, значи носев минимум по 30 литри, што не беа ни 30. На секое дрво му турив по 2 кофи вода. Мајка ми тоа го забележа и со чудовидени очи и дојде и да ме праша што се случи. Та ми кажа дека била сериозно испрашена, што јас и тоа го прочитав од нејзиниот поглед, но ваков пресврт дека така исто го прочитав од нејзиниот поглед. Реков, не знам што се случи, ама знам од што се случи. Так. Ето сакам слушнат луѓето. Так. Би сакал за крај да те прашам за искуството во откапање во студена вода во овој период, како тоа се надоврзува нова и да го привршуваме разговорот. Бидејќи ги видов видеата со Димче кај што го искусувате тоа настрана од неговите искуства со јутјуберот Лазаров, значи како дали ова само задоволство кое што може да се прави во зима или има поврзаност какво е влијанието на мраз студената вода? Има апсолутно, иако ние не навлеговме во нашава тема поподлабоко, јас сакав да објаснам за гледачите, ајде тоа нека биде некој следен пат. Значи види, гладот, кој тоа не го зачнавме. Гладот има една способност, или гладот или организмот при гладување, да наречам, ние имаме, човековиот организам има некоја природна способност за која докторите не зборуваат, а докторкава руска вели дека и не го знаат тоа, дека имала способност на лачење на ферменти, тие на руски се таа ги нарекува протеази. Јас не знам како би било на римски, односно латински, или на македонски уште помалку. Значи, што значи ферментите протеази? Тие имаат слична состојба што и студот, односно ладот врз нашето. Гледај, што е најважно да го кажеме, пошто самото гладување е и детоксикација, од кои идуваат и најтешките метали од организам. Значи, видете, таа ја објаснува за тоа. Презагаден
силно токсичен организам, кој имаме 99.99% од населението, со овај живот што го водиме, вика, има способност, значи таа способност, да не оди сето тоа количество на отров, да не би циркулирало низ крвотокот и низ лимфата, пошто ние би се отруле од количество на отров што го имаме во нас. Секоја клетка од милиарди кои ги имаме во нас, од сите ткива можни, дали било коскено, дали кожно ткиво, дали мускулно ткиво, дали мозочно и така натаму, имаат способност внатре во мембраната да заробуваат и токсини. И тие се викаат запаковани. Протеазите кои се ослободуваат во време на гладување имаат иста функција како и студот. Што значи тоа? Студот и овие ферменти како да се изразам, ја олабавуваат мембрана на секоја клетка и таа има тогаш способност на повисока пропустливост. Што се случува при гладување? Излегуваат сите токсини кои се заробени внатре во клетката да не би се отруле, излегуваат во меѓуклеточниот простор. Лимфата го омива постојано меѓуклеточниот простор и ги предава на крвта. Најголемо количество крвта што ги зема тие токсини, отрови или гној, како сакате, ги носи во дебелото црево. Но тоа може во некоја следна прилика да кажам и за дебелото црево, пошто кратко ќе кажам таја што кажува, докторка Марва вели дека сите болести, вклучувајќи ги и психосоматските нарушувања, произлегуваат од дебелото црево. Најмногу. Таја кажува дека има 3 складишта и жаришта на отров, на гној или токсини во човековиот организам. Првиот и најголем е дебелото црево. Вториот по значење и по обем, склад на гној и на отров, се белите дробови. Логично. А третиот склад се синусните шуплини. Човек со чисто дебело црево, чисти бели дробови и чисти синусни празнини не може да боледува од ништо. Така. Вака, ово го отвори заглавието за нашето наредно видео, каде што во детали би влегле за сите овие 3 работи, на кои што ќе се надоврзиме и на подетално за ова што го зачнавме во оваа емисија, затоа што мислам дека е огромна тема. Ѓорги, јас сега ти благодарам. Ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам секој добро. Ти благодарам и тебе, Владко, и јас единствено што би сакал, ако да го помолам Господ, да ти се заблагодарам и тебе за ова интервју и да го помолиме заедно, можете, Господа Бога, да би дошло, не дека сум јас стручњак, јас не сум ни лекар ни стручњак, но ако ова би допрело до некого, посебно што страда од некое сериозно здравствено нарушување, така ќе се изразам, не болест, јас би бил пресреќен. Затоа што лекот е многу едноставен. Многу едноставен. Читајќи ја оваа докторка и следајќи ја веќе неколку години, многу едноставен, а некој упорно нас не турка во тотално спротивен правец. Така. Во ова сме веќе двајца. Ти благодарам уште еднаш. Така. Секое добро и добра ти вечер. До следно видео. Чао.